Здраво! Добре дојдете на новата епизода на мојот подкаст. Ова епизода ја посветувам на темата што може да направите доколку не можете да си дозволите психотерапија. Психотерапијата е доста тешка, односно доста скапа инвестиција во себе си и бара многу финансии и многу време, па доколку се соочувате со реален недостаток на финансии или можеби и време за во овој момент да посетите психотерапија, останете на оваа епизода како би слушнале повеќе начини како може да работите на себе сами, без притоа да посетувате психотерапевт. Знам што значи да се немаат финансии, но исто така знам дека менталното здравје е многу важно и дека мора да се грижиме за него. Јас стално некако тоа се смеам и го коментирам со блиски луѓе околу мене, како ние луѓето знаеме да си коментираме, да си купиме витамини одредени за кожата, за растење. Еве јас памтам кога бев тинејџерка, купувавме витамини за растење на косата или за лицето и така натаму, меѓутоа сите некако за коските, што секако не сакам да оспорам дека е тоа многу важно, меѓутоа ретко кој си вика чекај да се хранам поздраво за мозокот или чекај да го земам овој витамин, добар е за мозокот, добар е за менталното здравје, добар е за нервите. Ајде баш така ќе го донесам за нервите. Доколку е за мозокот, најчесто некако го користиме во функција за интелигенција, за да сме што е можно по-интелигентни, по-паметни, по-едуцирани и така натаму, меѓутоа ретко кој тоа го прави за да чувствува мир и спокој. Сега, нормално сите заслужуваме да си бидеме и среќни и здрави и затоа го правам овој подкаст, го снимам овој подкаст, затоа што јас самата некогаш сум била на ова место, а исто така знам колку би сакала некако кога бев на тоа место да имав допир со нешто вака како би можела да многу полесно се наместам таму. Пред да продолжам, сакам да нагласам дека ова го мислам за луѓе кои што сакаат да работат на себе, кои што сакаат да бидат подобра верзија од себе, а не на оние кои што патат од депресија, од анксиозно расстройство, од некои значајни панични напади кои што навистина прават промена во секојдневието. Во тој случај секако мора да се обратите на психотерапија. Секако на психолог или на психијатар, зависно од состојбата во која што се наоѓате. Меѓутоа за оние кои што немаат толку многу, што викам, кои што сакаат да работат повеќе на превенција, односно да некако се превенира да падне кровов од куќава, а не да се чека да падне па тогаш да се вложи во него, или пак оние кои што веруваат во превенција, а не во третманот. И јас лично исто така многу стојам на тоа дека превенцијата е многу поважна понекогаш од третманот. Тоа исто како кога доаѓа брачен пар пред развод, многу е потешко да се смират кога веќе дошле пред развод или пред раскин, не е битно, отколку ако дојдат кога, да речеме, имаат некои ситни кавги и можат полесно да си ги решат проблемите и да ги постават границите. Сега, во нашето општество постои се уште таа стигма дека луѓето кои што одат на психотерапевт се луди или болни. Секако, јас сметам дека со последниве години тоа не е вистина и дека се почесто луѓе разбираат дека психолозите и психотерапевтите не работат со болни луѓе, туку работат и со нормално, значи има и некои состојби со кои што се работи, меѓутоа се почесто се работи со здрави луѓе, особено нели доколку не станува збор за психотерапевт кој што работи во болница. Јас не работам во болнички сетинги, јас реално имам контакт 99% со потполно здрави личности кои што работат на себе, да бидат подобра верзија од себе. Да, некои од нив се соочуваат со анксиозност, меѓутоа тоа не е нешто што е страшно или што бара болничка, значи хоспитализација и така натаму. И тоа многу ме радува затоа што дефинитивно и сите мои колеги имаат работа и некако се смени тоа да се оди на бајач кога се соочуваме со некаков проблем или се смени уверувањата за психолозите и психотерапевтите. И секако дека на терапија доаѓаат луѓе што имаат и страшни проблеми, кои што се соочуваат со загуби, со депресија, со проблеми во бракот, на работата и така натаму, но многу се почесто доаѓаат за личен раст и развој. Секако дека не сум против тоа да посетите терапија, пак некако ќе донесам дека многу е важно да си работиме самите на себе си и дека во 1 час неделно, колку што трае најчесто психотерапијата, не е нешто кое што може да промени
еднакво онолку колку што може да го промениме самите дома, односно дека наша одговорност е што ќе правиме дома после таа терапија. Да, терапијата може да е освестувачка, може да има некакви насоки и така натаму, но она кое што останува на нас е што е она што ќе го правиме дома. Дефинитивно животот може да биде многу непредвидлив и нормално дека посетата на терапија може да биде одлична, но овие сега работи што ги споделувам се нешто доколку во овој момент не можете да посетите, што може да направите. Секако ќе кажам, првото нешто е дефинитивно да доколку на вистина немате финанси, затоа што постојат некои граници кои што ограничуваат кој ќе биде примен бесплатно, кој не, е да најдете некој тренинг центар за ментално здравје каде што постојат студенти на психологија или на психотерапија кои што даваат бесплатни сесии тераписки. И ова е нешто одлично, го има скоро секаде во сите држави, меѓутоа бидете свесни дека овде не примаат секој, значи не може сега вие да имате плата од 500, 600, 700 евра нагоре, а да бидете примени на бесплатна психотерапија. Не сум сигурна во овој момент која е границата. Вакво советувалиште нешто што го знам, каде што јас лично претходно сум работела советувалиштето во Црвен крст. Во Скопје го има 100%, а за другите градови мислам дека во повеќето градови веќе го има. Може да си прашате во вашиот град, за да може да си посетувате психотерапија, да не некако размислувате на финансите, со тоа што ограниченоста е на неколку тераписки средби. Не сум сигурна на колку, дали на 10, 15, 20, меѓутоа не е повеќе. Има некакви граници, секој најдобро да се праша таму каде што може, а верувам дека има многу повеќе вакви центри за психотерапија, затоа што кога почна короната, знам дека доста здруженија, доста невладини организации, доста институти кои што се за психотерапија, психологија и така натаму, понудија бесплатна психолошка поддршка, меѓутоа не е исто психолошка поддршка во криза и не е исто психотерапија. И тука има доста голема разлика, чисто ви го давам како пример, во овој момент Црвен крст е нешто за кое што сум сигурна. И сега тоа е првото, нели, да кажам, едноставно да се најде некој бесплатен начин, но што доколку па ви недостасува и време, односно се уште сте на тоа место каде што не се чувствувате пријатно, воопшто да посегнете по некоја таква помош, не се чувствувате поддржано да одите, да се сретнете со психотерапевтот и така натаму. Па затоа во продолжение споделувам некои работи кои што дефинитивно може да ги правите сами дома. Може би малку парадоксално, ќе кажам дека најдобро е прво да си дадете малку одмор и да го притиснете копчето за пауза. Ако во еден момент сваќате дека нешто се случува, дека не можете да работите на себе, а дека е потребно, прво одморете се. Не брзајте со никакви одлуки, со никакви цели, со никакви задачи, затоа што поставувањето на цели, носење на некои големи одлуки или задачи дополнителни, во тој момент може уште повеќе да ви носи стрес. Најдобро е искрено да се отиде некаде на одмор, да се земе day off буквално од работа, или едноставно да најдете помош, некој кој што би можел да се грижи малку за домот, доколку вие сте тие кои што се грижите за него. Не знам, да го замолите партнерот одредено време да ја завршува домашната работа низ дома, да ја преземе одговорноста за децата, да купува намирници за дома, да ги плати сметките и така натаму, затоа што некогаш овие работи може да ве држат вас окупирани, меѓутоа некогаш може да носат многу повеќе стрес. А навистина, многу често ни е потребно тоа време, тој day off, односно слободен ден, кога може да си дадеме пауза и да бидеме сами со себе, да се одмориме, да размислиме. Понекогаш, доволно е да се наспиеме. Јас секогаш викам дека најголемиот дел од психичките нелагоди кои што се случуваат се од недоволната грижа за себе, односно недоволната грижа за тоа како ние спиеме. Нормално, не сите, но понекогаш доволно е малку да се одмориме, да се наспиеме, да си дадеме оддишка и тогаш работите магично да се средат. Затоа што уморот и покрај тоа што е нормален, особено, значи јас не ни познавам некој кој што не почувствувал умор, тоа е буквално нормално нешто и дури и убаво и пожелно, како би можело телото и да ја има таа потреба од одмор, не е нешто кое што некако би требало да биде нашата животна патека, односно многу е тешко и лошо кога
се заземаме во некое поле каде што постојано сме уморни, каде што постојано имаме недостаток на енергија, тоа веќе е знак дека нешто се случува со нашите лични и пошироко од лични граници. И тоа значи дека дефинитивно сме превзеле некакви уверувања и начин на живот кој што не е во склад со она што би значило убав и исполнет живот. Затоа земете одмор. Напите се едно кафе со пријателите, одете во спа центар, одете некаде на одмор, прошетете се во парк или едноставно наспите се, како би можело да се почне некаде, односно да се донесе одлуката од каде јас ќе почнам да работам на себе си. Нешто следно кое што го носам, и покрај тоа што малку се коси со претходното, но имајте на ум дека претходното е прво да се одмора, а второто да направите план. Значи, дури и секоја тераписка средба, односно не мора да биде секоја тераписка средба, меѓутоа секој тераписки почеток започнува со некаков план, односно со некој договор. Најчесто терапевтот прави анализа и во согласно со клиентот одлучуваат што е она на кое што ќе работат во наредниот X период. X сесии, зависи. Тоа е многу индивидуално. На ист начин, најдобро е да се направите и со само терапијата, односно е да се направите план, да направите една кратка анализа и да одлучите што е она на кое што сакате да го ставите фокусот. Значи, многу лесно може да се изгубите себе си во своите мисли и емоции, доколку немате реален план, реална цел, реална замисла каде одите, каде се движите. Затоа што, кога велиме подобра верзија од себе си, што е многу модерно и некогаш дури ми е многу и непријатно кога го кажувам вака, што е таа подобра верзија од себе си? Што е тоа што јас сакам да го подобрам? Што е тоа што јас сакам да го променам? Да, многу често на самото ово патување не сме ни свесни што е што реално нас ни е потребно да го промениме, но идеално е да почнеме од тоа од каде сакам да почнам. Не знам, чисто само ќе дадам пример. Сакам да ја подигнам мојата самодоверба, сакам да имам поздрави граници во мојот живот, сакам да го подобрам односот со мојот партнер или со себе, сакам да работам на тоа да ја подигнам љубовта кон себе, сакам да научам подобро да се грижам за себе, сакам да бидам подобар родител. Че ги носам моментите како сакам, некои работи за кои што сме свесни, а на тоа патување многу често доаѓаат некои нови теми за кои што никогаш не сме биле свесни, односно некаде подлабоко на патувањето излегуваат на површина некои застои, кои што се некои одредени трауми, непријатности кои што ни се случуваат или научени образци на однесување и така натаму. Че јас ќе повторам, најважно е да имате реален план, што е на кое што сакам јас да го постигнам. И исто така, тука е многу важно дека ние имаме многу одбрамбени механизми. И иако тие се тука нас да набранат, многу често знаат да некако ни застанат на патот на личниот раст и развој, без притоа реално во овој момент да се потребни. Значи, иако се тие одбрамбени механизми кои што некогаш не служеле и набранеле, многу често се уште живееме со нив, сме научиле да живееме со нив и тие доста знаат да стојат тука на патот и да ни бидат пречка во тоа да продолжиме да работиме на себе. И ова многу често ќе се забележи, има повеќе вакви одбрамбени механизми, но многу често го забележувам уште пред да се почне ова патување, односно, што ќе ми е на тоа? Ова се глупости само. Значи, тоа е на некој начин веднаш од старт одбранен механизам кој доколку го имаме, не можеме да продолжиме напред ако не се нормално искорени. Кога го правите овој план, целта на планот е да се провери што е она на кое што ќе се стави целта, односно ќе се стави фокусот. Најдобро е да се застане за момент, да се анализираш себе си, твоите силни страни, твоите слаби страни. И оно што е многу интересно е дека многу е важно да не се плашиме. Затоа што сите имаме многу и позитивни и негативни нормално страни кај нас. И сега, не е целта да некако се фокусираме само на негативните, затоа што работата на себе не е јас да ги искоренам негативните работи од мене. Работата на себе значи да се грижам за позитивните работи кои што јас ги имам, односно да ги освестам моите позитивни капацитети, да работам на нивно зајакнување и да ги освестам нормално и моите ранливости, моите страни, моите помалку вредни или помалку посакувани страни кај мене, при тоа да ги зајакнам доколку можам или едноставно да ги прифатам дека се тука.
Значи, целта не е да ги зајакнеме, да го ставаме постојано фокусот на тоа што не чини, на тоа што не е добро, на тие слабости, туку целта е фокусот да се стави на позитивните страни. И затоа многу луѓе не може да успеат во животот затоа што се фокусираат на тоа како да ги зајакнат своите слаби страни. Тоа е супер. Меѓутоа, ние мора да ги јакнеме силните страни. Ако јас сум добра во психологија, јас сум добра како терапевт и добра со луѓе, јас ќе работам на тоа да го зацврстнам, меѓутоа ако јас се фокусирам на моето тело или на начинот на кој што јас родителувам или и така, без разлика сега во моментов не може да ми дојдат некои примери, но ако јас се фокусирам на сите мои негативни работи кои што јас ги имам, јас нема никогаш во животот да се пројавам, затоа што ги имам многу. И тоа е многу нормално, да речеме, ако некоја фитнес тренер се фокусот ќе си го стави на тоа како изгледа телото. Меѓутоа, ако го стави фокусот како не знае да слика, како не знае добро да готви, како не знае добро да зборува, никогаш во живот нема да се пројави. Па ќе се најде помош, поддршка и така натаму за тие слабости. Секогаш има, но така ќе заборави да го стави фокусот на своето тело и едноставно нема да биде тоа што е. Го спомнувам фитнес тренер зашто мислам дека е повизуелно добар пример од примерот со психолог, не е нешто кое што е опипливо. Меѓутоа еве фитнес тренер, верувам дека секој сака да го види, да види како изгледа, да му покаже вежби, нели, некако да се носи, да се грижи за тоа, да постојано се надградува, да носи нови вежби, нови начини на вежбање и така натаму, а сигурно никој не се замара дали таа и колку добро знае да готви, таа жена, да речеме. Супер, тоа е плюс, меѓутоа не е ништо страшно и не е ништо битно. Сега, тоа не значи дека истата таа нема да почне понатаму да готви. Но, главно и примерно фокусот ќе го стави на нешто веќе е силно и веќе е изградено. Затоа што ова се најважните нешта. И секогаш кога го правите овој план, имате ги на ум најсилните нешта. Тие нешта се темелите кои што мора да се негуваат и штитат. И ова не е лесен чекор, ова може би најтешкиот чекор, затоа што овој чекор знае некогаш да трае цела година. Да се себе спознаваш, да се подготуваш да видиш работи кои што не сакаш да ги видиш и така натаму. Сега, нешто кое што може да помогне и кое што секогаш го споделувам и имате на претходните епизоди е пишувањето на дневник. Мислам дека многу ќе бидам тука кратка, преслушајте ги. Втората и третата епизода на мојот подкаст општо се за тоа. Значи таму кажувам зошто да се пишува дневник, како да се пишува дневник, а во втората епизода споделувам, односно во третата споделувам моќни техники на пишување, различни техники на пишување, како би можело да дојде тоа себе спознавање и точно да процените што е на што ви е потребно во овој момент. Дефинитивно најдобрата анализа е преку пишување на дневник. Подобра е дури и од психотерапија, затоа што понекогаш и со психотерапевтот на вистина ни е потребно многу долго време да се соочиме или да кажеме нешто. Значи тука постои срам, тука постои недоверба и така натаму. Додека во нашиот дневник го нема тоа. И нешто кое што е убаво е да си правите неделна анализа што е нешто се случувало и така натаму, и тоа баш може да дојде како да сте работеле со некого. Следниот чекор, кој што исто така е многу важен, е да имате група за поддршка. Многу често го слушате тоа и јас многу често го слушам тоа, веруваме дека ние сме просекот од 5 луѓе со кои што сме најблиски. Секако ова не мора да се личности кои што во буквален превод се најблиски од нас, но многу е важно да имаме група на поддршка. Било да е тоа, не знам, сигурно ќе се сетите, кај нас малку некако има стигма повеќе, меѓутоа ако ништо друго по филмови сте ги виделе оние група за поддршка на зависници, откажани зависници и така натаму, каде што секој си споделува колку време не правел нешто или правел нешто и така натаму, и тоа колку е многу убаво. А поддршката е нешто кое што нас не е многу важно, затоа што сите сме социјални суштества и реално човекот зависи од социјалните контакти. Нас не е многу важна потребата за припадност, потребата да имаме некое припаѓање, да бидеме сакани и уважани во тоа припаѓање, и затоа групата на поддршка е нешто кое што може да ни даде многу помош, многу поддршка и најчесто е нешто кое што ни помага, односно ни помага да се справуваме. И самата група на поддршка е на некој начин механизам за справување. Затоа што во овие групи многу, доколку членувате во некоја ваква група, тоа кога викам членувате во ваква група, не викам нешто што дефинитивно така сте го опишале, тоа може да бидат две другарки.
И тоа е на некој начин група, меѓутоа кога сме поврзани со иста цел, да речеме, 2-3 другарки кои што работат на себе, кои што се интересираат за личен раст и развој и кои што некако отворено може да разговараат за проблемите и така натаму. Во таа смисла група на поддршка. А уште поубаво доколку е некоја група каде што реално се работи, се даваат некои цели, таскови, задачи и така натаму. Сега, ова е нешто што може да биде и онлайн. Значи, ова може да биде некоја група, некој форум и така натаму, не знам, зависи. Секој може да си ја најде различната, зависи во што сака да работи. Некако нема многу реално доказ колку може оваа група да помогне, меѓутоа мислам дека секој сам на себе може да се осети колку е многу побаво чувството кога со некој ја споделуваш и радоста и тагата, односно и напредокот и онаму каде што не се успеало. Не знам, сетете се, еве, пак ќе одам во група за вежбање, пак ми е многу попипливо. Да речеме група за вежбање, одреден број на луѓе заедно вежбаат. Еден со друг, кога се мотивираат, се зголемуваат мотивација, па ќе споделат еве што сготвив, па некој ќе даде некоја интересна идеја, па некој друг ќе сподели некоја интересна вежба. И дефинитивно во група, кога се вежба, слабе, разубавува тело и така натаму, многу поголем е ефектот затоа што не само што се мотивираме еден со друг, туку како на некој начин да си даваме ветување еден на друг, дека ќе успееме. Јас многу се надевам дека некогаш ќе имаме и некоја заедничка група за ментално здравје, а доколку сте заинтересирани може нешто такво да биде, каде што би се давале некои вежби, поддршки, простор да секој навистина може да се изрази, да праша, да побара некоја дозвола и така натаму, и баш ми е драго некако, тоа сега ми дојде на ум дека не сум сигурна дали има и ќе ми биде драго да заедно направиме на таква група. Понатаму нешто кое што може многу да помогне, дефинитивно се книгите за самопомош, но во наредниот период дефинитивно ќе објавам момент зошто книгите за самопомош не се секогаш решението, дури некогаш знаат да бидат и опасни. Читањето на блогови, слушањето на подкасти како овој мотивацијски видеа. Значи, самата цел на ова што го правам е да ви биде поддршка на патот на личниот раст и развој, а вакви подкасти, блогови, видеа и така натаму може да најдете многу. Она на кој што само сакам да ве поттикнам е да бидете внимателни. Кој ги зборува тие, односно да проверите кој стои позади, затоа што многу често има многу, и не викам дека не, многу е убаво и мокно кога ќе се слушне човек кој што не е стручно лице да каже свое искуство. Но поентата е што тоа е негово искуство, индивидуално искуство, тоа не е вашето искуство. Тоа не е вашата приказна. Вашата приказна може да биде многу поинаква и затоа е многу опасно ако слушате само некој, да речеме, како да се справите со анксиозноста. Тоа видам, супер, меѓутоа тоа веројатно треба да звучи како јас се справив со анксиозноста и тука да биде посетете стручно лице, консултирате се со стручно лице или не знам, видете што е во склад со вас на крајот на денот. Затоа што не може некој кој што не е стручно лице да ви каже како да се справите со анксиозноста или како да се справите со депресијата. Може да ви каже само како тој се справил. Тука бидете внимателни дека ако слушнете некој како се справил, не значи дека треба да го копирате. Ние сме сите различни, сите имаме индивидуален пат, индивидуално минато и така натаму, значи сите сме си уникатни и посебни и важно е едноставно да имате филтер и граница да видите кого следите и што следите, зошто го следите, што значи дека книга за самопомош не може да излечи анксиозност доколку имате анксиозно расстройство. Може да ве смири, може да ви помогне да ви освести многу механизми, може да ве поттикне на одредена акција, може да ве научи на многу аспекти во животот и така натаму или да ве инспирира и даде идеи, но не може да има процес на терапија, односно на лекување во превод. Сега блоговите исто така се одлични, мотивацијските видеа се исто така одлични, понекогаш дури и првиот чекор скрос ќе да бидат мотивацијски видеа, не дека мотивацијата кој знае што ќе смени внатре во вас, но доволно е да ви даде волја за да може да почнете од некаде, односно доволно е некако да ви даде волја, окей, јас можам. И секој може, секој заслужува. Тоа е баш оно уверување дали заслужувам или не. Силно верувам дека понекогаш 3 збора или 3 реченици во една одредена книга може да го променат светогледот потполно.
Еве, јас се сеќавам и кога сум почнала да учам и кога сум почнала да читам, сега можеби не ми е така затоа што премногу книги поминале лично кај мене, но кога почнував одредени книги кои што ги читав, мене навистина многу ми го менуваа животот. Потполно некако го оформуваа дури и карактерот, затоа што карактерот, еве конкретно и границите се нешто кое што не се вродени. Значи темпераментот нас не е вроден, карактерот е нешто што ние го оформуваме. И затоа немојте да се плашите кога ќе видите во вас некоја слабост одредена која што навистина сакате да искорените, затоа што доколку е дел од карактерот, може да ја обликувате. Умот е пластичен, умот е еластичен, ние можеме да го прилагодуваме и да го менуваме согласно, животните искуства и така натаму. И сега, понекогаш класичната литература, да речеме за психологија и така натаму, нема мотивацијски дел, туку има само реално нешто што се случува и така натаму, но затоа тука препорачувам да секогаш бидат во пакет малку мотивацијско, малку стручно. Идеални се книгите кои што се напишани од психолози и психотерапевти или психијатри, затоа што се подкрепени со многу истражувања и многу факти. Јас пак ќе повторам, дали слушате видео, дали гледате нешто, идеално е доколку доаѓа тоа од некој кој што ја има таа струка, затоа што секогаш етиката, што е разликата? Не само што се многуте години едукација, часови и знаење и така натаму, туку реално тука доаѓа и скромноста, тука доаѓа и внимателноста и тука доаѓа етиката. Што од ова јас да споделам, а што да не споделам, односно во кој момент да поставам граници и да кажам, окей, биди внимателен, внимавај на ова, или ова е вака, ова е така. Најчесто, еве јас многу се вознемирувам кога ќе видам дека некој кој што не е стручно лице се судува да работи со внатрешното дете. Да, има прекрасна книга за внатрешното дете, јас секогаш викам супер, прочитај ја, нека те поттикне, нека те мотивира, ако некада заглавиш, супер, посети психотерапевт, ќе го обработиш тоа, меѓутоа, темите, особено на психотерапија, кога се работи со внатрешното дете, кога се допира до најкревката структура, кај човекот, дете кој што нема капацитет да се носи, кој што нема таква свесност, кој што е преплавено од емоции, да ја работи некој кој што, да речеме, не ни завршил факултет, односно завршил, не знам, две недели едукација или неколку часа видеа изслушал и така натаму, што е многу опасно. Кај некој можеби ќе има, окей, ќе се изнаплаче, ќе види што и така натаму и ќе продолжи и ќе им се изналути на родителите, најчесто е тоа така. Кај некој може да толку многу тригерира нешто страшно да после тоа се појави психичка болест и покрај тоа што не била присутна, да се појави страшна депресија, да се појави некаква психотична манифестација. Значи, конкретно го спомнувам како внимателност. Едно е, јас сум прочитала книга за внатрешно дете, има една книга стварно многу ја сакам и е прекрасна и ја препорачувам. Меѓутоа друга е, јас сум отишла кај Столе и Столе завршил курс за лечење на внатрешно дете, а Столе патеме, не знам, информатичар, сега измислувам нешто. Значи не може, едноставно тоа не е етички. Психологот и психотерапевтот и психијатарот секако ќе го имаат тој етички момент во позадина и нема да земат залог кој што е поголем од тоа што го можат, односно ќе бидат скромни и нема да прават големи промени веднаш. Тоа е нешто кое што е многу важно да знаете, бидете и вие скромни. Не е поентата да за една недела се промени личноста, не знам, има кој знае какви промени така натаму. Чекор по чекор, малку по малку, затоа што најголемите промени, најубавите промени се оние кои што се презимаат со мали чекори, а реално секој мал чекор ќе донесе понатаму, после одреден поголем период, поголема промена. И многу често, дури ни сами не можеме ние да си ја доживееме и да си ја видиме таа промена, меѓутоа, после најмалку 3 месеци, другите ќе ја забележат. Најмалку, или можеби после 3 месеци ние ќе ја забележаме, а после 6 месеци ќе ја забележат другите. Тука ќе ја споделам книгата која што ја споделив исто така пред некоја епизода, бидете сам свој психотерапевт, затоа што таа исто така една книга за самопомош која што е напишана од психолог и психотерапевт, а е во форма на вежби. И сите тие вежби може да ви помогнат во личниот раст и развој, во себе спознавање, себе рефлексија и така натаму. Исто така, имајте на ум дека не секоја книга која што мене ми одговара, ќе ти одговара и тебе. Односно, не за џабе постојат толку многу психотерапевски правци.
да речеме психологот е само психолог, реално тој не може да дава психотерапија, може само некое психолошко советување, а меѓутоа кој што не е така структурирано како што е психотерапијата и реално она за кој што сите зборуваме и работата на себе оди преку психотерапија. Сега, зошто постојат толку многу правци? Затоа што едноставно не секој правец е за секого. Еве, јас работам со гешталт. За мене гешталтот бил нешто што ме променило. Некој работи со трансакцијска анализа. За него трансакцијска анализа е тоа што му одговарало. Некој работи со системска и семена психотерапија. Тоа е тоа што му одговарало. Некој работи со когнитив бихевиорална. Значи, секој од нас е индивидуален и различно нешто ќе му помогне, па дури и во различен период од животот различно нешто ќе му е потребно. Еве конкретно јас психотерапијата многу, особено гешталтот мене лично ми помогнал. Меѓутоа, големиот дел од промените ги направив, иако пак ќе кажам, целата подлога, целиот темел, се 90% должам на психотерапијата, меѓутоа, оние 10% кои што ми требаа само да признам, да ме турнат, беше коучингот и НЛП, тренингот кога го запишав. Затоа што коучингот има многу мотивација, и некако реално премногу работиме на менување на уверувањата и целата таа мотивација беше нешто што мене ми беше потребно за да се турнам, за да преземам одговорност да се пројавам. А секако темелот го должам на психотерапијата назад. И затоа ќе кажам ја не би можела едно без друго, да не беа и едното и другото, јас лично го носам ова. За некој само едното е сосем доволно. За некој 3 средби може да направат огромна промена, за некој може да направат 333 истата таа промена. Секој си има свое темпо и тоа не направи подобри или полоши. А меѓутоа, еве, само станете свесни дека во кокреација одите на фитнес, па го носам фитнес. Не секој фитнес тренер ќе ви одговара. Значи, со некој фитнес тренер ќе кликнете повеќе, со некој фитнес тренер ќе имате послични вредности, така и со видеата и со книгите за себе помош и така натаму. Барете го она кој што е во склад со вас. Почнувате книга, не ви оди, огромен отпор се случува, оставете ја, почнете нова и тоа е скроз окей. Следниот чекор е да пробате да живеете надвор од вашата глава, односно да пробате да живеете присутно или mindfulness, да е нешто што е помодерно, така го носам, за тие кои што сакаат да се истражуваат, бидејќи на англиски навистина и ние имаме многу содржина и литература да читаме, да учиме, на македонски имаме многу малку скоро воопшто. Што значи да се живее надвор од нашата глава? Имам исто така тука епизода. Значи ова само ги нафрлам работите, имате епизода за како исто во ова видео, односно оваа епизода не би требала многу долго. Најубаво е да се живее во присутноста, а присутноста значи да не сме само во нашата глава, туку да дозволиме да се чувствуваме, односно да не гледаме како на нашиот ум и тело како нешто разделено, туку како нешто што е споено и покрај тоа што во моментот, во одреден момент ние можеме да го разделуваме. Но, кога ќе бидеме во склад со телото, душата и умот, тогаш може дефинитивно да почнеме да работиме на себе си. Океј, ми се тресе телото, што чувствувам додека ми се тресе телото, што мислам додека ми се тресе телото. Само на тој начин можеме да излеземе само од главата и буквално да си дозволиме и низ тело да функционираме. Значи ми се плаче, супер, океј. Не ми треба ништо друго, доволно ми е да се изнаплачам и тоа е скроз во ред. И сега друг момент кој што многу помага, и сега го спомнувам следа на вежбањето, односно да бидеме физички активни, не во функција, значи затоа викам телото и умот се споени, меѓутоа не во функција дека ова треба да биде кој знае какво вежбање, доволно е тоа да бидат прошетки, доволно е тоа да биде свесно за телото како растегнување, па дури ако во одреден момент не сте подготвени да вежбате, тоа може да биде во форма на масажа, во форма на чешкање, во форма на некои сетилни дразби, како би се грижеле и за телото. Дури скроз е во ред да некој период тоа да биде замачкање млеко за тело. И тоа е окей. Значи не брзајте, да, идеалот е нормално, нели тоа да биде со некој спорт, да биде нешто каде што ќе има и забава и така натаму, но скроз е во ред да тоа биде обична прошетка на кеј. Или не знам, тоа да биде го донесав моментот пикник. Не мора да биде кој знае какво, едноставно време кога ќе поминувате
време кога на телото ќе се размрда, баш така, размрдување на телото. Затоа реков масажа, мачкање со некое млеко, посебни мириси и така натаму. И сега следениот момент, затоа што сепак ние сме поврзани, да се грижиме за нашето здравје, односно да имаме балансирана исхрана, да пиеме многу вода и да создаваме нормално здрави навики, психофизички навики. А јас тука секогаш предлагам особено доколку се соочувате со проблем со ментално здравје, да се престане со конзумација на алкохол или на било какви психотропни супстанци. Затоа што сите тие само можат да предизвикаат негативни ефекти понатаму, па дури ако сте пушач, предлагам да пробате да намалите, меѓутоа не да се форсирате, затоа што се што е со форсирање едноставно на крајот најчесто се крши. Секој поголем притисок најчесто не крши доколку не сме подготвени и не сакаме, нели, да го спроведеме и да го направиме. И секако тука има одредени витамини, како што е витаминот D, омега-3, витамините од групата на B, магнезиум, цинк и така натаму, селенот, холинот и многу други витамини кои што се важни, значи за подобро да ни функционира самиот мозок. Сега, некој друг момент што е многу важен, особено доколку пробувате да работите на себе, а сигурна сум дека ќе ви текне на некоја жена која што во животот не работела на себе, која што е толку смирена, која што имала толку многу некако мудри одлуки, не викам дека е совршена, нели, меѓутоа мудри одлуки, е грижата за себе. Таа жена на која што помисливте, доколку помисливте, дај Боже да имате таков пример во животот, е жена која што многу добро се грижала за себе. Најчесто луѓето кои што се грижат за себе помалку имаат потреба да работат понатамо на себе, затоа што тие се дозволуваат да се сакаат себе си, да се ценат себе си, да се ставаат себе си на прво место и така натаму. И јас имам цела серија на тоа зошто не се сакаме, како повеќе да се сакаме, како да се грижиме за себе си и така натаму. И секогаш велам пробувајте си алтернативни методи, односно постојат многу алтернативни методи на психотерапија. И пак ќе кажам, постои причина за тоа. Значи, доколку едното во тој момент во животот нешто што е баш алтернативно или не толку многу признаено, може многу да ни помогне. Но не да ни помогне со тешки трауми или со тешка депресија, некоја клиничка или со некоја потешка состојба на анксиозност. Јас ќе повторам, не исто ова го правам за личен раст и развој. И не знам, да се пројавам на работа, да бидам похрабра, да бидам малку посамоуверена. И не исто имам тешка депресија, па сега сум отишла кај некој алтернативен момент кој што не е тоа. Но секако може да се прави во контролирани услови. Тука ќе ги спомнам, да речеме, ароматерапевтите. Ароматерапијата кога е во контролирани услови може да биде многу добра, меѓутоа контролирано, не да се случи некој мирис да предизвика некоја траума и така натаму, туку баш да биде контролирано. Или да речеме некоја некои телесни вежби и така натаму, или па некој, има многу, сега гледам некои интересни алтернативни лечења, медитации и така натаму, меѓутоа пак ќе повторам, не за некоја тешка траума, тоа е нешто што може да се прави без да се постигне некоја специфична цел. И сега затоа сакам некако да ве поттикнам да се истражувате, да си барате техники кои што за вас ќе бидат добри. Ако за мене е добра медитација, за тебе може не е добра медитација, тоа често го спомнувам затоа што ние многу често сакаме да ги имитираме другите и мислиме дека, окей, ако Стој направи така, значи јас треба да правам така. Не, Стој направи така затоа што тоа е најдобро за неа. Јас ќе повторам, ако Стој настанува во 5, не значи дека треба и ти да стануваш во 5, можеби ти треба да стануваш во 8. Затоа што во овој момент тука и сега тебе ти се потребни повеќе часови сон, работиш до подоцна, се трошиш повеќе, не знам, бремена си, се случуваш со одредена состојба, болест и така натаму. Секогаш мораме да имаме на ум дека ние никогаш не можеме да бидеме како другите. Ретко може да се поклопиме во одреден период во животот, но не секогаш. Не е ист животот кога имавте новороденче, не е ист кога имате тодлер, не е ист со едно, не е ист со 2 деца, не е ист со 3 деца. И тоа е оно што е многу важно, да секој бара да некако разгледува што е оно кое што му е потребно и нешто кое што ќе го споделам како многу важно, а верувам дека ќе биде дел од некој од наредните епизоди, е колку е важно да почнеме да живееме поминималистички, односно не да бидеме екстремни минималисти, но
Докажано е дека кога надвор, просторот во кој што функционираме, живееме, работиме е чист, некако природно и психата почнува да се средува и обратно, кога психата ни е пренатрупана, најчесто и надвор ни е пренатрупано, доколку е потешко да се почне да се чисти психата, тогаш е идеално да почне да се чисти домот, а сега е пролет. И одлично време за пролетно чистење, така што сите ве поттикнувам да влезете во едно пролетно чистење, да некако донирате, фрлите, отстраните, подарите и така натаму се што не ви е потребно, како би можел, ако ништо друго, да почнете од физичкиот простор во кој што живеете. Верувам дека не ви требаат 20 пара фармерки, не ви требаат 20 пара штикли, освен добро, сега зависи ако имате нека професија што е поврзана со мода, 20 се може и малку, меѓутоа ете, грото од нас верувам дека не ни требаат толку многу. И затоа сакам некако да ве поттикнам да се размислувате за музика, за уметност, за арома и така натаму, затоа што сите тие се некои методи кои што може да ни го разубават и денот и секојдневието. И за крај, најважното кој што сакам да го споделам е да не заборавите, освен тоа што се одморите, и да се забавувате. Затоа што ако ние не научиме да се забавуваме, ако ние не научиме да се опуштиме, никогаш нема да си бидеме доволни со себе си. И сега во модерно општество, кога викаме се покачува свеста и така натаму, забораваме дека поентата е да ние сепак сме луѓе, ние не сме надлуѓе, ние не сме нешто богови и сите имаме право и многу е важно да се забавуваме, што значи ако го слушаш овој подкаст додека пеглаш или додека готвиш, те молам, утре слушај музика и забавувај се додека готвиш и додека пеглаш, затоа што понекогаш тоа ќе ти биде многу подобро отколку да ме слушаш мене. Да, јас може ќе ти помогнам на твоето патување, меѓутоа верувај ми дека тие емоции, тие чувства и тој благодат што твоето тело ќе го почувствува кога ти ќе се забавуваш, ќе пееш, ќе танцуваш и ќе играш, ќе биде многу поголем од се што си слушнала тука. Ве поздравувам многу, имајте прекрасен викенд и се слушаме во наредната епизода. Поздрав!